ЕУ и НАТО им стегнаа санкции на русите, ќе му го стругнат на Путин со зелено джамче. Абе, оваа војна ќе потрае. Русија има залихи од 700 милиарди евра и ова е планирано најмалку 8 години. Јај шо ЕУ и НАТО му стегнаа санкции на Путин. Ама ние шо му стегнавме, бе. Кога чул Путин, сигурно му се јавил на Тач и му рекол: "Џабе санкциите, бе, дечко, ако мислевте да не лишите од лубриканти, ние онака не ги користиме. Кај нас, русите, уште важи онаа народната сине Николај, сух га набутај." За ова прашајте ги Столтенберг и Бајден, но ти не стигнаа да се подмачкаат. А кога сме кај санкциите, Тач забрани прелет на руски авиони на нашево небо. Зошо, бе, човек, ги подсетуваш русиве дека постоиме на шупакот на НАТО? Зошо, бе, човек, а? Ај вака, стај си на прс на чело и размисли си, зошто им забрани на русиве да летаат на нашето небо? Абе, зошто си давате толку на значење кога брбушка од прче позначено од вас во природата? Па моли Бога да не им текне наваму да ги летаат миговите, бе. Веруј, дозволо од тебе нема ни да бараат. Таче, звукот на МиГ-31, ако ти помине на 200 метри над тоа тимбата, абе одма коса ќе ти порасне од стрес, као Джими Хендрикс ќе станеш у тоа главата. Foxy lady, come on and get ya, бам 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 бам. Па уште ако те замалаат со 2 ракети, па ќе немаш што да пријавиш у анкетен лист кој ќе си одиш од функција, бе. Ќе пишеш: "Абе, прелетаа русите без моја дозвола и сега немам ништо. Гол сум ко пиштол." Освен што порасна нели косото Амигот 2037 кога прелета на тимбата. Не бе, еј, вас мора да ве дрогираат со нешто, абе 100%. А ми текне на тоа јаболчето што му го даде онаа бугарската новинарка на Таче кога ни дојде Петков на гости. Нели по средбата, откако го прими јаболчето од бугарката, Таче даде една ваква изјава: "Ке победам на овие и на следните избори." Таче, ќе победиш, ама на избор на Ќустендилска убавица. Абе, кој знае каква дрогица му турил Петков во тоа јаболчето што му го дадоа. Нашата власт е квишлиншка и марионетска и како и сите влади на Балканот кои се едногласни во одбрана на НАТО и спинување против мотивите и делата на Путин. Така им е наредено. Затоа на нашите пострани медиуми нема да чуете друго мислење освен тоа дека русите се лошите во случајот. Скорена се, владата побара да се блокираат руските ТВ канали и медиуми во Македонија. Абе не е важно дали тоа го побарале од нив НАТО или ЕУ. Абе ова е гебелсовштина, бе, нацизам. А нашето право за објективно информирање, тоест нашето право на објективно информирање, а да ја чуеме втората страна, Шо беше со тие моменти? Ај па талете го тој луксус. Ова нека ви биде доказ во каков тоталитарен и информативен мрак живееме. Мислам, ако до сега не ви стана јасно ова кога беше короната во прашање, еве ви сега уште една потврда. Нели, ние сме бели, тие се црни, ние сме добрите, тие се лошите. Лика и прилика на европската инфантилизирана и дебилизирана цивилизација. Да не се чудите ако во блиска иднина не се сотреме во голема војна. Штета што комплетно се ставивме на услуга на неофашизмот, драги мои гледачи. Иако претходно секогаш сме биле на вистинската страна. Не е важно колку од нас се против тоа, но официјално ние сме измеќари на фашистички сојузи и алијанси. И да си го признаеме тоа, крајно време е. Уште потешко е што фашистите на кои им се поклонуваме се инфантилизирана орда самопреценети бюрократи и манипулатори со фикс идеја дека можат да го контролираат секој дел од стварноста. Оти во нивните глави не постои туѓ интерес освен нивниот. Само тие се важни. Само на што тие ќе го кажате вистина. Затоа бараат од своите измеќари да воведат цензура за информирање. Затоа нема да чуете збор кој ќе го осветли мотивот за војната на Путин како што ја нарекуваат, нели? Затоа нема да чуете поинакво мислење на медиумите на нивните измеќарски режими. Ова е понижување во каков свет се разбудивме. Ај викам да прошетам по нашиве медиуми пред некој ден, некаде може ќе чујам нешто поразлично за војната во Украина. Може погрешка ќе им се испушти, барем дека за тепачка се потребни двајца. Nicht бе! Nein! Jok! Gewesen sein! Ни случајно не им се испушта. За нашиве, како и за другите медиуми на европската нација бирократија, не постои алтернатива и нијанси на сиво. Резил, да му се кренат сревата на човек. И вие како новинари и уредници, мислам на нашиве, уште мислите дека тоа не го гледаме?
Па тогаш сте подебилни од вашите газди од кои примате нарачки. Па после се чудите зошто кај нас имало многу симпатии кон делата на Путин. Се чудите заедно со овие квинслинзиве во власта што се. Па гледаме дека силеџиски се обидувате да ја скриете вистината. Вие сте пропагандни гласила, а не медиуми кои објективно информираат. Дали е за вас нормално она што го бараат неофашистите да не гледаме руски филмови, да не гледаме Большой балет, да не го слушаме Чајковски, Мусоргски, да не го читаме Солженицин? Тоа за вас е нормално? Така? Па на многу опасен пат сте. На многу опасни луѓе им служите. Многу поопасни од вашиот омразен Путин. А поопасни се, зашто се со мозок на дете од 2 години. Ако им ја земеш играчката, се трескаат од земја. Не размислуваат за последиците на своите постапки, дури ако постои можност да се самоповредат при тоа трескање. Запамтете го ова.